Овде е очигледна потребата и желбата на секој начин и по секоја цена да се има свој дел од светлината и воздухот и свој поглед од високо. Поради тоа, тие куќи, како љубопитни гледачи што наблюдуваат некоја свеченост, често се подпираат една врз друга, се исправаат на прсти, се протегаат нагоре и меѓу себе се надкачуваат, колку што тоа го допушта напрегањето на материјалот, природата на почвата и законите на тежата и носивоста. Понекогаш ми се чини и над тоа. А на моменти, тие куќи изгледаат како да се судриле во своето брзање низгорно и во својата јагма за што подобро место и за што поширок видик. Дори самракот ми го оневозможи на тамошното читање на таа бескрајна приказна и ме принуди да се вратам. Ова Свети Климентово светилиште изградено на темелите на старата црква да служи за пример и патоказ дека тука бил првиот словенски универзитет, дека тука се воздигнувала љубовта кон Бога, дека тука доаѓал народот да биде подучуван на она што е земен живот, дека тука Свети Климентовото слово имало тежина на догма и дека од тука младите теолози излегувале со озарени лица и го осветлувале патот низ средновековната темнина. Обновениот плавошник, плакнат од водите на езерото, повторно се издигнува како вертикала што го поврзува минатото и сегашноста, повторно станува знак на македонската цивилизација, повторно ги отвора портите на неговата светост, повторно ги слуша молитвите на верниците кои тука се молат за малку среќа, берејќи здравје. Се чувствуваме за современици на ова градителска убавица, обновена сега, додека сме се уште живи. Може би некогаш во иднината, кога нашите потомци ќе се потсетат на нас и речат живееја кога се градеше плавошник. Со ова здание се остварија визиите на сите што мислат подалеку од прагот и повисоко од плото.